Што Филе му кажа на Црвенковски во ненајавена посета далеко од очите на јавноста, вчера беше во Скопје, освен со него се сретна со Груевски и со Иванов, од Иванов од кабинетот него слушнавме некако соопштение, но што му кажа на Црвенковски, зошто со Црвенковски се сретна? Јас никогаш не давам одговори од многу редови кои ништо не кажуваат, како што беше соопштението, ако не се лажам, и од председателскиот кабинет и од владата. Средбите кои што се одржуваа со Филе, како што беа и на почетокот ненајавени, така беа договорени да останат сепак во рамките на она што ќе биде кажано помеѓу учесниците. Меѓутоа, јасно беше од посетата на комесарот, од начинот на кој што го посети нашиот главен град, дека целта е да се помогне да излезе Македонија од оваа политичка криза. Да имаше резултат на лидерската средба, Филе немаше да дојде? Па јас претпоставувам дека да имаше резултат, немаше да има потреба во таква тајна мисија да престојува комесарот, бидејќи досега кога доаѓал за така наречените хлад состаноци или диалог на високо ниво, тие секогаш беа најавувани, не беа воопшто тие чувани во тајност, меѓутоа јасно е дека посетата е диктирана од политичката криза. И за жал, изгледа требаше еден комесар да ни најави посета, иако тајно, меѓутоа сепак да ја најави за да премиерот признае дека има во Македонија политичка криза и за да еден ден порано одглуми дека еве и тој покажал иницијатива на лидерската средба на која што се собраа, си кажаа што имаат и си заминаа. За жал, за премиерот Груевски тој тип на преговори значат дека сите што ќе седнат со него на маса треба да го прифатат тоа што тој го мисли. И затоа, па видете, он не прифаќа ултиматум, ама и не прифаќа никаков преговор за суштински работи. Со Груевски претпоставувам дека ќе се согласиме дали денеска вие ќе бидете облечени во сино или во црвено. Ама нема да се согласиме дали вие имате човечки права какви што ги имаат сите граѓани, дали и за вас важи законот, дали изборите треба да се одвиваат согласно устав или и закон, и дали пратениците кои што представуваат 7 па и повеќе илјади граѓани треба да бидат изнесувани како стока надвор од собранието. СДСМ го девалвираше собранието на Македонија со настапот на Игор Ивановски во Советот на Европа. Такви се коментарите што ги слушаме и што ги читаме. Тоа е теза од овој тип. Не е виновен тепачот, туку е виновен тепаниот, затоа што викнал дека е тепан. И тоа ни се случува од 24 декември до денес. Виновна сум јас што ме влечело обезбедувањето, а не тој што му издал наредба. Виновни се пратениците затоа што се побуниле дека се третираат како стока, а не како пратеници. Не се виновни тие кои што ги тепа, ги малтретира и ги извлекува од собранието. И таа лага и манипулација продолжува. За жал, последниот пат повторен уште еднаш од највисоко ниво во собранието на Република Македонија. Тоа апсолутно не е точно. Зарем вие мислите дека пратениците во Советот на Европа не можат да видат на снимки што се случувало во нашето собрание? Во денешниот глобален свет сите информации моментално се шират. Не треба Игор Ивановски тоа да го каже, не треба СДСМ тоа да го соопшти. Вистината излезе на виделина. Проблемот на ВМРО ДПМН е што тие се единствените кои што кажуваат дека тоа што се гледаше пред наши очи практично не се случи. Се сеќавате ли вие колку пати председателот на собранието и ВМРО ДПМН излагаа на тој 24 декември дека ние сме биле насилни? Зошто, ако сметаа дека тоа што го прават е исправно, зошто ги тргаа новинарите од галериите? Тие сакаа се она што се случува во собранието да остане тајно и да не може јавноста директно да се соочи со тоа што се случуваше, да не беше Маринела Тушева и Панчо Орцев, ќе беше нашиот збор против нивниот. Ја ви гарантирам дека ВМРО-вците ќе тврдеа дека со пушки сме излегле во собранието и затоа морале да ни изфрлат. Меѓутоа се им е тешко да ја продолжат таа лага, затоа што на камера се гледа. Пратениците беа жртви, а тепачите се тие во првите редови во собранието. Ќе се вратите ли во собранието на Република Македонија и дали е точно дека Западот сака таму да ви види? Секој граѓанин на Република Македонија, па и секој представник на меѓународната заедница сака во Македонија институциите да функционираат така како што вели уставот и законот. И сака опозицијата да биде во собранието. И ние сакаме да бидеме. Сме барале мандат од граѓаните, сме го добили и секој ден работевме за да го представуваме нивното мислење и нивниот став. Немојте да заборавите. Опозицијата не избега од собранието. Опозицијата беше изфрлена насила од собранието, како што беа и новинарите. Не повикаа да се вратиме како ништо да не се случило. Никој не е виновен, никој не наредил насилство, никој не го сруши уставот и законите.
Кој ќе одговара заради тоа што денеска Македонија има неуставен буџет? Кој ќе одговара заради тоа што на 370.000 граѓани им беше одземен нивниот мандат преку претениците кои што ги избрале? Затоа ВМРО-ДПМН не сака да дискутира. Од протестите низ улици и таа улична демократија била дека само едни имаат корист, а тоа биле грците. Овие тези ги слушам. Да, овие тези ги слушам 7 години. И 7 години што и да направи опозицијата, образложението на ВМРО е дека грците ќе профитирале. Зошто тогаш прават ваква чистка во судството во кое што ја распослаа цела своја фамилија? Тоа не им одговара на грците. Зошто ги окупираа сите медиуми до кои што можеа да дојдат? Зарем и тоа не им одговара на грците? Им одговара. Кој е виновен што администрацијата стана партиски месен клуб на ВМРО-ДПМН? И тоа им одговара на грците. Ама за тоа опозицијата не можат да ја обвинат. Кој ја даде, денеска сакам да чуем, кој ја даде наредбата да се тепаат пратеници во собранието? Кој е тој што игра такво грчко сценарио? Кој е оној кој ја даде наредбата независните новинари, тие кои немаат никаква врска ни со СДСМ, ни со ВМРО-ДПМН, да бидат исфрлени од галеријата на собранието? Ако нешто им одговарало на грците, тоа беа ваквите потези. И адресата на тие потези е за жал владеачката партија ВМРО-ДПМН. Тие се последните кои можат со прст да покажуваат на опозицијата, на СДСМ или било кој од нас. И на крај уште прашањето, рековте дека ако нема предвремени парламентарни избори, ќе ги бойкотирате локалните избори и Европа е загрижена заради тоа, а Груевски пак, односно ВМРО-ДПМН е била дека СДСМ и оваа опозиција не се единствената опозиција во Македонија. Кој ќе биде опозиција на тие избори? Некоја СДСМ вистинска финансирана и направена од ВМРО-ДПМН. Го гледаме тоа сценарио. И без бојкотот на опозицијата, јасно беше дека имате двајца или тројца марионети кои по потреба се појавуваат во јавноста, платени, подплатени, нарачани од ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, Груевски треба да се потсети на своите зборови во 2006 година, кога тој со ултиматум за да учествува на изборите во 2006 велеше од 11 барања сите 11 да не ги исполнете. 10 му беа исполнети и се согласи да учествува. Едно од тие барања беше точно да стои во законот што е опозиција. А тоа е не партијата, таа опозиција која ќе биде представена во избирачките одбори. И многу прецизно бараше да стои. Не таа партија која има највеќе пратеници, како што тогаш беше ВМРО Народна, туку таа која освоила највеќе гласови на претходните парламентарни избори. Така што, за дефиниции, Груевски не треба да се обраќа на наша адреса. Јасно е дека во оваа држава, додека ВМРО-ДПМН е сега на власт, единствената вистинска партиска алтернатива е СДСМ. Без учество на изборите на Социјалдемократскиот сојуз, било да се тоа локални или било кои други, јасно е дека се ќе биде само глумење на демократија и фасада. И јасно ќе биде дека сета одговорност за таквата неодговорна одлука на власта ќе лежи на плеќите на Груевски. Јас сум убедена дека тој сега бара излезно сценарио како да не ги вкрсти копијата со вистинската опозиција, а при тоа да не носи одговорност.